Семејното насилство е долгогодишен проблем со кој се соочува државата, а гласното зборување за него е клучно за подобрување на институционалниот одговор и спречувањето трагични случаи, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Денеска тој организираше тркалезна маса на тема предизвици во обезбедувањето поддршка и заштита на жртвите на насилство врз жени и семејно насилство. На настанот присуствуваа представници на институциите кои разговараа за начините како системот на заштита да стане побрз и поефикасен. Се надевам дека ќе донесеме заклучоци кои ќе се имплементираат и со кои ќе се постапува побрзо и поефикасно во секој конкретен случај. Најважно е жртвата навреме да се изолира од насилникот и да биде безбедна, рече Тошковски. Министерот нагласи дека клучен приоритет е насилниците брзо да се отстранат од средината каде се наоѓаат жртвите, особено кога се вклучени и деца. Тој информираше дека синоќа биле уапсени 2 лица осомничени во 2 одвоени случаи на семејно насилство. Во врска со случајот со Ивана Јовановска, која пред неколку дена скокна од балкон заедно со својата 6-годишна ќерка, министерот посочи дека во полицијата биле поднесени повеќе пријави, но тие биле повлекувани од страна на жртвата. Тоа е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме. Жртвите често се под силен притисок од насилникот. Дури и кога пријавата се повлекува, работата на полициските службеници не треба да заврши. Потребно е да се направи проценка на ризик и да се преземат соодветните мерки, согласно процедурите, истакна Тошковски. Министерот апелираше до граѓаните доколку имаат сознание за семејно насилство, да ја информираат полицијата, за институциите навремено да реагираат и да ги заштитат жртвите.